Можно е одлагање на стартот на учебната година со физичко присуство, доколку короната зема се поголем замав, најави од Штип министерката за образование Мила Царовска. Министерството подготви неколку сценарија во случај бројот на ново заболени од Делта сојот драстично да се покачи. Доколку здравствените власти утврда дека има потреба од промена на друго сценарио, како што е хибриден модел или дел од учениците во училница, дел од учениците онлайн или сите ученици онлайн, ние сме спремни за сите сценарија и доколку има таква инструкција ќе го промениме. Но велам, во моментов одлуката е физичко присуство за сите ученици, затоа што искуството од минатата година за сите развиени земји покажа дека трансмисија внатре немаше, но и нашето искуство како држава во која што од прво до трето се одеше во училиште. Сите подрачни, оние помали училишта беа отворени за сите нивоа на сите оделенија во основно образование, средните стручни училишта исто така праксата ја одвива во училница, се покажа дека трансмисија внатре во образовниот систем немаше. Ниту еден позитивен случај не се случи заради трансмисија во образовниот систем и затоа сметаме дека во највисок интерес на учениците е тие да бидат во училница, затоа што не постои друг тип на настава кој што целосно може да ја промени наставата со физичко присуство. Изјавата министерката Царовска ја даде при денешната посета на УГД Штип, на која меѓу другото се зборуваше и за парите за така наречениот студентски оброк. Првата исплата на студентите партиципиенти по одобреното субвенционирање за студентски оброк ќе се реализира најдоцна до 5 октомври, најави Царовска, со потсетување дека првиот краен рок за аплицирање е 31 август. Секако има и следни рокови за да може да се оствари ова право и сите тие треба да добијат 2400 дена. Штипскиот универзитет секогаш бил отворен за студентите, потсети ректорот Блажо Боев. Впрочем, секое студентско барање и оваа високообразовна институција настојува да го реализира, исполнувајќи го своето мото дека УГД е универзитет на студентите. Ние како универзитет се трудиме да ги поддржуваме студентите во нивните активности и ги поддржуваме активностите кои се во добра насока, ги спроведува Министерството за образование и наука на чело со министерката Царовска, доколку тие одат во насока на она што ние се залагаме, тоа е квалитетно образование, тоа е решавање на проблемите во високото образование, решавање на проблемите на студентите, она што значи квалитетно студирање во времето во кое живееме и да студентите добијат знаење кое употребуваат во нивниот живот. Студентите задоволни од фактот дека Министерството ги прифатило нивните барања со цел поквалитетен студентски живот и настава. Конечно, нашите желби и барања се прифатени и одобрени. На наше барања Министерството за образование и наука го започна аплицирањето за субвенциониран студентски оброк. И тоа ќе значи голема поддршка на студентите. За таа цел денеска се одржа работна средба на Царовска, Боев и председателот на факултетското студентско собрание при УГД околу детализирање на одобрените барања за субвенциониран студентски оброк, удвојување на студентските стипендии и враќање на студентските стипендии за втор и трет циклус на студии.